Почитувани, добар ден, го гледате најновото издание на Црвена линија. Време е за матурски прослави. Матурантите, откако ќе договорат каде ќе слават матура и кој ќе им свири, останува да смислат што ќе носат, какви чевли ќе купат, каде и кога да закажат за фризура. Матурантките бараат фустани, штикли, фризури, шминка, цело богатство, а денеска ни матурантите не заостануваат во барањата. Матурските прослави се почесто личат на свадби. Матурантките како невести, а матурантите на младоженци. Се разменуваат скапи подароци, а дали родителите имаат или немаат, никој не ги прашува. Но тоа и не е прашањето. И родителите сакаат да се покажат, па веселбите за испраќање се гламурозни. И на крај читаме и гледаме на порталите разни видеа кои не приличат на матурантите. Пијан матурант скршил стаклена врата, други се степале, трет возел пијани, удрил во столб, цел клас пијани се возеле на тракторска приколка и што ли уште не. Во пресрет на матурските прослави од Министерството за внатрешни работи се спроведуваат превентивно-едукативни кампањи. Па така безбедна матура без автомобили, велат од МВР, се надеваат дека ќе има резултати. Матурската вечер за едни е многу битен момент, а за други не представува ништо посебно. Дали завршувањето на задолжителното средно училиште е толку важен момент? Традиција, фолклор, неизживеаност или само можност за добар бизнис? Оно што денес исто така ве прашуваме во Црвена линија е дали оправдувате трошење илјадници евра за една вечер. Секако подсетуваме дека имаме и прашање плюс, кое што можете сите вие да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. А по заследувањето доволно е да кликнете на Инстаграм стори и тука да ве пречака денешното наше анкетно прашање кое што гласи: дали на матурската прослава треба да се точи алкохол? Да, не. Кликате на одговорот кој е ваш и секако во проценти пресметано ги соопштуваме секогаш резултатите таму некаде пред крајот на Црвена линија, поточно веднаш по рекламите. Но она што е најважно, како и секогаш сакаме да ве имаме во голем број. Верувам дека голем дел од вас еве ќе оваа година ќе одбележуваат можеби 5, можеби 10, можеби 30, 35 па и повеќе години од завршување на средното училиште, односно од матурата. Па со оглед на тоа што новите генерации во рамки на вашето семејство стануваат матуранти, можеби голем дел од вас веќе имаат во план да одат на матура или веќе биле. Како да е, дали сметате дека можеби и премногу се троши на матура? Добар ден. Ало, добар ден. Поздрав, Љупчо, како сте? Добре. Да не одбележувате некои повеќе години оваа година од матура? 40, да си кажам право. 40, добро, ништо страшно, еве, и водителката 30. Да, мислам дека е прекардашено, да не речем парада на глупост да веќе станува, затоа што буквално не знам што символизира матурата веќе. Кога имате задолжително средно и кога речеме 99% од матурантите ви се запишуваат на факултет, тоа се поставува прашањето што символизира веќе матурата. Не ги разбирам што толку дава. Љупчо, пред 40 години како се чувствуваа матурантите? Како се одбележуваше тоа? Знаете како беше? Тогаш беше претежно таа матурска екскурзија се правеше низ тогаш на Југославија. 4-5 дена колку траеше таа матурска екскурзија со една вечера во, да не кажам, во некој во хотелот или во ресторанот, некој ресторант каде што беше преку агенцијата каде што ќе организира и тоа беше све. Речеме, нашата последна вечера со класот беше во Ореофлот, ама тоа беше на интимно. Ние само си собрамне класот со неколку професори, скромно онака. Љупчо, во последно време сме сведоци дека значење се дава и на полуматурантите, дури сведоци сме и на таблуа по завршување градинка. Како го коментирате тоа? Па ви реков, парада на глупост е, веќе знаете зашто, ние веќе не знаеме што одбележуваме.
Благодарам многу, но секако знаете каде да се јавите. Љупчо, продолжете редовно да учествувате и секако ви честитам што оваа година одбележувате 40 години од вашата матура. Кога сме кај матурите, да видиме какви одговори ќе добиеме од останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Тина. Игор, добар ден. Колку години оваа година одбележувате од својата матура? Па јас 25. 25 години. Да. Пред 25 години, дали исто вака се одбележуваа матурите или помалку се трошеше? Тина, да ви кажам, јас за матурската се испијаних и нема партнерка. И влегов така, игравме, се забавувавме се 3 дена бевме. Па еве, со оглед на вашето искуство за вашата матура, дали на матурската прослава треба според вас да се точи алкохол? Не треба, јас не треба. Не треба да се точи, не треба. Дали еве пред 25 години многу повеќе средства се издвојуваа за да се дотераат матурантите, да Па прослават? да, јас од Грција купив сако панталони, од Грција купив. Дури се патуваше, значи, и во Грција за да се купи добро одело. Гардероба, да. Добро, дали сметате дека премногу се троши во последно време за одбележување матура? Јас мислам оти важно е матура. Еднаш во животот си матурант и таква среќа не постои. Толку бев среќен јас, тие денови ми беа звездени денови, така, толку бев среќен и така. Според вас матурата е традиција, фолклор, неизживеаност или само можност за добар бизнис? Традиција. Традиција. Благодарам многу, Игоре, за вашите одговори. Со оглед на тоа што се воват од Битола, еве ги поздравуваме сите матуранти од Битола во овој момент. Добар ден. Ало, добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Слободно ќе прашам, вие колку години одбележувате во оваа 2024 од вашата матура? 50. 50 години. Ба, да. Како беше пред 50 години, ако се направи паралела во однос на колку се троши, како се подготвуваат матурантите, како се одбележува? Да ти кажам, пред 50 години ние бевме многу поскромни. Сите од прилика бевме така скромни. Битно беше, јас имав 2 партнери, да ти кажам, и тоа ме правеше малку вака повеќе среќна, затоа што сите имаа по еден, ја двајца ми дојдоа да ме земат од дома. Како се случи да имате двајца партнери? Па едниот немаше и со другарот дојдоа заедно. Што ќе правиш тоа тие? Едниот не беше уствари дечко, а другиот му беше другар. И јас имав двајца партнери. Тоа беше многу битно тогаш, сакам да ти кажам. Мене ми беше битно, нели? А инаку скромно, поскромно беше, него сакам да споделам колку сме биле тогаш, Тина, чудни некако. Јас кога ќе се сетам како сум справила фризура, сега сум позгодна него тогаш, сакам да кажам, у фризурата. Затоа што некои теткаски фризури ми правеле, некои такви никакви, со такви локни без везе. Леле Боже, викам, како сум можела таква да отидам на матурска, ама тоа е било некако, и сите беа така некако. Дали добро, тоа беа, верувам, и генерациите на минивал, тогаш тоа беше многу модерно. Па не беше минивал, него беше баш онака виткано без везе, па како малку натапирано, а без тоа да ти кажам карикатура. Ама инаку така бевме облечени во долги хаljини. А кој беше задолжен еве за ногти, за шминка, за фризури? Па не, тогаш не беше. Ја пред 50 години какви ногти, какви сами си се шминкавме. Не се сеќам, ја не памтам дека некој се шминка. Дали имаше алкохол еве за прослава? Не се сеќавам, мислам, за алкохол, па ние бевме тогаш повеќе деца, сега овие порасна многу. Така, благодарам многу и еве ви честитам, сепак 50 години не е мала бројка од вашата матура. Ајде да видиме останатите какви одговори ќе дадат. Добар ден. Ало. Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Ке се дозволиме да прашаме колку години одбележувате оваа година од вашата матура? Ние ова година одбележуваме 59 години од... Честитки, тоа е голем јубилеј. 59 организираме на 19 во недела. Меѓутоа се собраме 20 на души. Ало, ме слушате ли? Да, ве слушаме со внимание. На телевизор слушам дека збори некои други. Иначе, навистина, во наше време немаше толку, мислам, дотерување, ногти, лакирање од женските.
само ќе земеме по едно скромно одело, ќе прошетаме низ градот. Како тогаш еве и родителите ја доживуваа вашата матура? Дали се придаваше огромно значење како денеска? Па тогаш не се предаваше кој знае какво значење, меѓутоа беа радосни што нивниот син или ќерка да завршуваат средно образование, а средно образование пред 59 години, да не речеме, беше скоро равно на денешни некој факултет. Да. И навистина, сега кога се сретнаме, малци набевме, меѓутоа среќни, весели, сите одеме, некој со стап, некој со штаки, стари веќе, тоа е 80 година. А пред 59 години колку се точеше алкохол? Не беше многу алкохол, немаше толку многу. Не се трошеше, ние кај што одеме, например, на вечера, не се трошеше многу, не. Дали имавте партнерка или две партнерки, ви тоа да прашам? Не ве разбрах. Дали имавте една или две партнерки? Една. Една. Благодарам многу Еве што споделивте низ вашата ретроспектива. 59 години сте одбележале матура, ви честитам на тој јубилеј, на вистина голем. А секако еве и ги охрабрувам денешните матуранти да земат активно учество во издание на Црвена линија. Ќе ни биде многу драго еве од нивен нагол и односно од нивен аспект да на јавноста и откријат всушност што значи матурата за нив и дали еве и самите тие го оправдуваат начинот на кој што се одбележуваат, односно се прославуваат и дочекуваат овие матури, завршувањето на средното образование. Добар ден. Ало. Добар ден. Господ здравје. Големо здравје и вам ви посакуваме, во Црвена линија сте. Колку години има од вашата матура? Кира Джими од Пардејци. Намалете го тонот на телевизорот. 50 рамно. 50 рамно. Дали еве се собравте или допрва ќе се соберете? Не, тоа ми е најтешкото. После 50 години ја завршив метална, средна. Имав 17 години на ден, сегашна години. На 17 години завршив метална и имавме 3 девојки само на матурската во класот, ама свака им час. Посебен поздрав за господја Марга, знаеше да пее и да игра многу. И со друштво и по маси и по столици секоја чест. Дали пред 50 години еве на вашата матурска, каде што имало 3 дами, се точело алкохол? Да. Па тогаш влегаме во онаа зрелост. И сите сме меракли да пробаме, Така, дали според вас треба да се точи алкохол? Треба, ама секој треба да знае како пие и колку пие. А што мислите еве за денешните матурски прослави? Па ја им честитам на сите. Убаво е матурска, да. Така, начинот на кој што се трошат средства, дали сметате дека е тоа премногу, премалку? Не, убаво е се. Само да нема покварени луѓе меѓу тие младите, иначе. Ја да ви кажам, ја на 19 години дипломирав социјален работник. Драго ни е, драго ни е што се вклучивте во ова денешно издание на Црвена линија. Ви го честитам и вам вашиот јубилеј, 50 години од матурата. Ајде да видиме останатите што ќе одговорат. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некого на линија? Еве една напомена пред да вклучиме, јас ве замолувам особено оние кои што за прв пат се вклучуваат во Црвена линија како контактна емисија да го намалите тонот на телевизорот. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, од Битола се јавам. Имавме и пред вас гледач од Битола. Вие колку еве години од матурата одбележувате, од вашата матура? Во Савода да направиме, ние прославивме 50 годишница. 50 годишнина. Па пред 50 години еве како беше вашата прослава? Пред 50 години се сеќавам добро, кога мојата партнерка ја зедов од дома со Пајтон.
Со Пајтон и што убаво во Битола на поширок сокак ли одевте со Пајтон? Да, може во Битола па широк сокак. Дали пред 50 години се издвојуваа многу средства, пари, за да имате Многу скромно тоалети? беше со една ружа. Со една ружа отидов во незината куќа и ја зедов за рака, ја кладов, која за моја среќа до ден денес мене ми е сега во моментот сопруга истото. Па ова е најпрекрасна приказна. Па еве денес со сопругата кога се навраќате на вашата матура, кажете ми како ви изгледаат од ваш агол денешните матурски прослави? Денешните прослави, мислам, не можат никако да се споредат со тогашните прослави, во смисла да тогаш ние бевме поскромни и не бевме кузна како облечени, за облека за во смисла на трошење пари многу немавме. Немавме гости викано како на прослава на банкет. Една напомена, 90 секунди е време излагањето. Јас ќе ве поздравам и морам да ви кажам, особено ми е драго еве што ја споделивте вашата приказна, бидејќи вие матурата ќе ја паметите по тоа што ви ја донесе животната љубов, односно вашата партнерка. Всушност направивте добар избор. Тоа покажа најверојатно и времето со оглед на тоа што вашата партнерка од матурската вечер всушност е денес ваша сопруга. Како да е, слушаме дека пред 50 години партнерките се превземале од дома со Пајтон, било доволно се подари еден цвет, а денес сме сведоци дури дека айфони се подаруваат. Па дали сметате дека премногу се троши за прослава на матура? Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Дали се слушаме? Да, се слушаме и ве сакаме да слушаме колку вие одбележувате, колку години од вашата матура. Кога ќе ви кажам, ќе се зачудите. 55 години годинава треба да славиме. Така? До прва ќе се сретнете? Да. Значи, уназад, пред 5 години, 50 години славевме и на секој 5 години така се наоѓавме, се среќававме. Само на жалост се помалку и помалку сме на средбите. Што еве и короната кога не зафати, нели, тогаш нормално не сме. Така короната го сопре и светот генерално и целата забава и прослави. Но и ако направите една паралела некогаш пред 55 години и денес прославите матурски, како ви изгледа? Ама тоа не може да се замисли, мислам. Тогаш толку скромно, толку... Прво, немало автомобили, за да може да, нели, да те однесат до таму, до кај што ќе чекаш матура и сето. Сега свадби веќе се прават за матурските. И нормално животот е поинаков од тогаш. Многу секој сака да биде да се истакне, да речам, дете каква матура направил, каква веселба за своето дете. И дали постоеше таква желба пред 55 години? Ама желба може да постоела, ама можностите дали биле дали сме, односно нашите родители биле. Пред се ви се заблагодарувам за учеството и одговорите во црвена линија. Секако ви честитам 55 години јубилеј од вашата матура и секако убаво да поминете со своите некогашни соученици. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас во црвена линија. Ви благодарам. Први му честитам на сите матуранти низ нашата. Дали се слушаме? Дали се слушаме? Нашата Македонија, низ убава Македонија. Сите да се сретни, од ушена швака нема да се соберат сите заедно. Колку години одбележувате вие во 2024? Јас 61 година од матурирање. Па како беше пред 61 година? 61 година, 61. Како беше тогаш на вашата матура? Душа и душо, не може да се спореди. Ние растевме во едно време, да.
во едно време кое се развиваше во една млада држава, а бевме среќни, бевме многу весели, се дружевме, распеани, а сега живееме во едно напредно време, со младите вистина треба да се облече убаво, треба да се среќни, треба со самото време, со развитокот на времето, со технологијата не може да биде исти со нашето време пред 61 година. Според вас, дали на матурската прослава треба да се точи алкохол? Да се радосни, зашто после ќе се распрсна и нема да се вида. Ние после 60 години, секоја прва сабота од јуни месец се собираме, си правиме една забава за тие што останат нешто сме и сме радосни што уште сме живи и стално си спомнуваме нашата матурска вечер. Кога треба да се сега дали се извинувам, дали сега наскоро повторно ќе се соберете? Да, на 8 јуни. На 8 јуни. Сега го поздрав до сите ваши соученици со кои што ќе се сретнете на 8 јуни. Поздрав од редакцијата на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Па еве оваа година колку години одбележувате? И вие да си дочекате 60 години да славете од матурската. Драго ми е, ова е навистина голем јубилеј. Видите, нашата генерација беше економски 2 паралелки у склоп на гимназија Славчо Стаменски од Штип. И 66-то завршиме, 2016-то славиме 50 години. Ги поздравувам сите. Сега 2026 треба да славиме 60 години. Поздравувам ги целата генерација, двата класа што ни се, кои се живи, да ги даде Господ здравје, па ако сака да се здружиме, сите си имаме телефони, да се договориме, да се собереме. А на оние починатите нека е лека земја и тоа е. Животот е таков тежок и не знаеме кој колку што не чека. Еве дали денес ги оправдувате како се прославуваат матурските, дали? Видите, како и да ги прославуват, ги поздравувам, тоа е еднаш у живото. Видите, така прославување веќе нема и кој факултет завршите, кој чул, кој не чул, се распрскат на сите страни. А тука сме сите заедно и многу весели и расположени. А дали треба да се трошат многу пари за матура? Не треба да се трошат многу. Поскромно, поубава, ама кога има човек може да се троши, може да си дозволе, може да си допуште. Ама ги поздравувам сите да слават, и за тај ден ќе жалат ако не слават матура. А дали треба да има точење на алкохол? Не треба, не. Не треба. Благодарам многу и ви посакувам на 8 јуни. Секако и вие со вашите соученици, 60 години воопшто не е мала бројка. Секако да се обедините и добро да си поминете. Продолжуваме понатаму, иако верувам матурантите сами по себе можеби немат ама никаква навика да се вклучуваат во контактни емисии. Ја ги охрабрувам еве од нивен агол токму од овој момент да го завртат нашиот телефонски број и да ни кажат дали им се допаѓа начинот на кој што тие се подготвуваат и како се прославуваат денес матурите. Добар ден. Христос воскресе. Вистина воскресе. Вие сте тале, така? Јас сум, да, на помош денешен Свети Јован Богослов и евангелист, единствениот апостол што остана до крај со Христа Бога. Кажете ми, тале, колку години одбележувате од вашата матура? Па ја смете од 86-та. Од 80. Треба ли да се соедините оваа година со своите соученици? Па не, таква практика немам, но јас сум си така дружба со мои браќа сестри во Христа. Денес имаме таква една дружба, се видовме во Битово дел таква верници. И би сакал да кажам дека не оправдувам трошење на вака 1000 евра за една вечер. Многу поприфатливо е, хумано, човечки, христијански. Имаше на Фейсбук дека некоја генерација школски, значи, одлучиле да направат скромна забава, веселба за својата матурска вечер, а парите да ги дадат за некој болно дете, за така, кој што сите средства беа скромно облечени и секако средствата ги дадоа во хуманитарни цели. Многу ми делува снобовски, така себично, горделиво, фалбажиски, кога некои деца од богаташи, нели,
купуваат најскапа облека, па се фалат со каков автомобил дошле на матурска. Тоа е горделивост, тоа е фалбачиство. А некој дете може нема дома да речеме леп да се купи или патики да се купи и тоа ќе биде во доста лоша ситуација, така нели натажено, нерасположено. И така то фалбачиство не го оправдувам од некои богати деца, туку треба да бидат солидарни со своите другарчине. Така, благодарам Тале и вам за јавувањето и со оглед на тоа што ни се вувате од Прилеп, еве ја користиме оваа прилика да ги поздравиме и сите матуранти од Прилеп. Да видиме какви одговори ќе имаме од следниот гледач или можеби повторно гледачка ќе имаме. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. Јас сум матурант веќе 53 години од Средното економско училиште Јерне Сандански. Се бериме секоја година и годинава ќе славиме 53 години, се бериме секоја година, а се бериме и еднаш до 2 пати во месецо на кафе. Одлично, поздрав од нашата редакција и честитки секако до вашите некогашни соученици. Ако направите паралела како вие кога бевте матурант, како се прославуваше тогаш и сега, дали сметате дека премногу средства се издвојуваат и премногу се троши? Да, премногу се трошат. Колку повеќе да покажи како може да аранжират маси, како може да ги облечат своите деца, ние бевме скромни. Па јас да ви кажам најискрено дека моите немаја доволно пари и сандалки носех од мојата братучетка. Значи бевме сите скромни, сите бевме весели, сите бевме едно да речам. Немаше разлика меѓу нас, немаше коли, а иначе бевме на матурска вечер, памтам во Сирхан, во Преспата. А еве според вас, дали според вас завршувањето на задолжително средно образование е всушност толку важен момент на начинот на кој што се одбележува денес? Па, за нашите генерации беше многу важно да завршиме средно. Благодарам многу и вам за учеството. Еве една напомена, верувам дека навистина со голем мерак сакате да ни ги откриете вашите спомени од вашата матура, што е сосема разбирливо. Секако и да ги дадете одговорите на денешните прашања, но имајте го во предвид време траењето, 90 секунди одбројува тајмерот. Но секако можете повторно да го завртите нашиот број и да добиете нови 90 секунди. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав и до вас! Исто до сите слушатели и до вас. Јас не го оправдувам ова трошење многу. Дали јас сум многу прескромна или од постарите, ама навистина не го оправдувам. Јас малку ќе кажам и други збор, нема да ја сменам темава, ама јас дури не оправдувам и за други пригоди, дури и за свадби, малку ќе го измешам, ама сакам да кажам дека многу се претерува. Многу. И, значи, средно образование си завршил човек, па то ништо не е. И јас кога одев на работа и на дет, и ми викае, ќе видиш дека и ти ќе правиш. Јас не. Јас многу скромно и за моите деца. Ептем она само домашните. Се слушаме? Да, со внимание ве слушаме. Колку години одбележувате од вашата матура? Јас сега ќе одам во Прилеп, одбележувам 45 години, ама јас тогаш еден фустан и една вечер и сандалката, не знам дали мислам, најверојатно и таа нови ми беа, ми е зборот, друго ништо, дома ништо, значи. Јас толку само појдов напред, само многу ептем скромно и то не за сите. И ми рекоа, и баш на работа ми вика, вистина си го одржуваш зборот. А маманте, јас си мислев дека младиве нешто ќе променат за сиве, мислам, работи што се прават. И за ова го сметам за исто така, за премногу, предпоставувам, по она што го кажавте.
Благодарам многу за јавувањето. Продолжете секако да не следите, па да слушнете еве во какви спомени имаат гледачите кои што славеле некогаш матура и како еве ги толкуваат денешните прослави. И секако главно централно прашање пред се дали го оправдувате и како го објаснувате големото трошење, бидејќи навистина матурите се повеќе некако наличуваат и на свадби, па дури гледачката рече дури и за свадба не треба толку многу трошкови. Но некој така може, некој така сака, некој не сака, па да видиме какви одговори ќе добиеме. Уште еднаш ги охрабрувам матурантите кои што не гледат, еве од свој агол се разбира токму од оваа година кога им се случува матурата, еве да споделат зошто и како ги оправдуваат денешните прослави. Добар ден. Добар ден. Дали е намален тонот на телевизорот? Ало? Намалете го тонот на телевизорот целосно, ве молам, зборувајте преку слушалка. Добар ден. Ало? Намалете го тонот на телевизорот. Најверојатно гледачката не може да не слушне со оглед на тоа што не е намален тонот на телевизорот. Верувам дека сега во овој момент, бидејќи неуспешно се конектиравме, не се слушнавме, ќе го намалите целосно тонот на телевизорот, токму од оваа причина, за да нели веднаш и добро се слушнеме. Добар ден. Дали имаме гледач? Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. Поздрав од Тетово. Јас сум бил матурант пред 47 години. Па како беше еве во Тетово пред 47 години матурска прослава? Мене ми се чини подобро беше тоа него се. Со многу малку смо можеле многу да постигнеме. И така. Така, што било оно што било малку, а направило многу да ви остане во сеќавање? Па затоа што не сум бил ја овде, во Србија сум бил матурант. Во Србија. Како беше еве во Србија, бидејќи... Супер беше, супер. Дали тогаш... Еден бев од 40 ученика, еден од Македонија. Еден од Македонија. Дали некогаш еве во тогашна Србија се правеа многу трошоци за матура или беше поскромно? Заем уште тоа и во хотел, во тоа. Само добро, нормално не беше како сега кола, ова, она тие работи. Добро, според вас еве дали ги оправдувате големите трошења на средства? Не, многу е ова телевизија. Според вас зошто многу се троши еве? Зошто премногу се троши? Зошто зошто тој да направи, ја да не направи, зашто таја да купи, ја да не купи ни тоа. Така. Дали според вас треба да се точи алкохол на матурите? Не, алкохол не. Еве тогаш во Србија се точеше ли алкохол на вашата матура? Се точеше и ја се напив и тоа. Така, благодарам многу, баш ми е драго еве што споделивте и вие во какво сеќавање ви е вашата матура со оглед на тоа што еве ја дочекавте во Србија со вашите тамошни соученици и вие единствен од Македонија. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден. Дали добро се слушаме? Ја ве слушам, а вие слушате ме? Да, одлично ве слушаме. Колку години помина од вашата матура? Срам ме да кажам, не. Не треба да се срамите, тоа е составен дел, треба да бидете 63 години има, како е? Сијам ги сите што се јавија, ја највеќе имам. Најмногу, дали ве се уште се собирате, дали оваа година ќе се собирате? Не можеме да се најдеме, 34 само не има. Сите се низ Југославија, оти тогава ја в текстилна школа седна и тогава цела Југославија имаше колеги, мислам ученици, у средна текстилна школа. Еве тогаш, пред 63 години како матуранти, вели беше ли многу важно да изгледате најскапо облечени, да се потроши што е можно повеќе или поинаку, на што се ставаше акцент на тогашната матура? Беше како не. Беше така да кој имаше најдобри тренерки да облече и облекуваме најдобри тренерки.
какви костими, какви нема, врска нема. На тоа време беше друго време и славиме матурски вечери, славиме у сали, наредеме у текстилна школа, тамо се наредеме клупи, тамо сами се организираме. Така беше тоа друго време, али ја не го оправдувам во облечување, гардероби и тоа. Таа гардероба може да се чуват за свадби, а не за воа. Не оправдано е ова. Исто и... Благодаря многу и вам, Еве. Како и самите што рековте, што се однесува до гледачите до сега кои што се вклучија, вие имате најдок јубилеј 63 години. Еве, сега малку ќе споделам со вас, се разбира и вие да искоментирате, можеби ќе се сложите, можеби ќе имате поинакво мислење и со оние кои што во однос на матурите имаат твитови на Твитер, односно некогашен Твитер, денешен X. Наталија го има ова напишано, иако е напишано 2020 година, сепак тој не е толку далеку, вели фустанот за матура. Ми чинеше цели 2000 денари, купен од прилеп во некој бутик. Тоа беше пред 8 години и тврдам дека поубаво изгледаше од тие што платија по минимум 300 евра за да им сошијат шлјокест фустан кој личеше на завеса. Па еве како ги оправдувате овие големи трошоци, денеска сме сведоци и на подготовки за матуранти кои што чинат и преку 1000 евра. Интересно е што еве во последнава година како подарок за партнерот, партнерката дури се случува и најнов iPhone. Ќе видиме што ќе кажат гледачите. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте. Дали може една-две реченици да кажам нешто надвор од тема? Ајде, 2 реченици. Вака сакам да кажам. Значи, имаше една серија, се викаше Село гори, а баба се чешла. Со ова ваша емисија, значи, имаме врховен судија. Вака сега ќе му кажам на гледачот, јас може би за вас не е актуелно да зборуваме за матурантите, но јас ќе ви кажам зошто денес зборуваме за матурантите и матуранските прослави. Ако гледачот не знае, еве една напомена дека денес нема политика со оглед на тоа што денес е ден на МОК. И мислам дека гледачот веќе апсолутно доби представа зошто денес зборуваме за нешто што е многу актуелно. Сега ќе ви кажам и од кој агол е актуелно. Со оглед на тоа што секое семејство се разбира не може сите да имаат 1000 евра, сите не можат да обезбедат, се разбира, а сакаат најмногу на целиот свет на своите деца да имаат матура за паметење, а секако надпреварот е голем. И се излагаат на големи трошоци, може би се зимаат и кредити, што значи дека е огромен товар за голем број семејства во оваа земја. Така да и како сме актуелни, а зошто не зборуваме за политика, напомена дека ние како баба не се чешламе, туку внимаваме на тоа што денес нема да има ништо политика со оглед на тоа што е МОК. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Ви благодарам и ве поздравам. Темата ви е феноменална. Да ви кажам нешто, ни го врачате назад неколку години уназад нашето учествување на матурски вечери и икс други работи. Значи, поубава тема не може да биде. Политиката пуштите ја по Вардар, нека оди за Грција. Не ни треба политика. Тина што се однесува до нашата матурски вечери, ние кога ги поминуваме, сите ќе си купеме одела, зависно од човекот и кој како сака. Меѓутоа, не беше така трошење како сега како да се надигруваат децата меѓусебно. Ние си купуваме еднушка, го облекоме за матурска вечер и денеска го имам тоа матурско одело. А интересно дека има машката популација, кога и да ги прашаш, велат јас имам едно одело од матура и го носам дури и на секоја свадба. Дали никогаш многу средства се одвојува еве за дотерување за матура? Не се одвојува многу средства како денеска. Денеска мислам дека се такмичат и денеска
те прават да не се изразам фодули, меѓутоа не доликува. Тоа е за една дневна употреба е. Поклонот на партнерката што ќе му се подари колку се можностите. А иначе сега има многу и спортски одела и па може и со фармерки така да помине секој матурант поубаво врз основу на можностите што ги има родителот. Дали на матурска прослава ви тоа да прашам, а треба да се точи алкохол? Па треба, меѓутоа треба да се варда. Деца се деца, матуранти за матуранти, а не... Така, големо благодарам за јавувањето. Ке подсетиме дека и утре ќе бидеме аполитични, што значи со оглед на тоа што има повторување на парламентарните избори, односно во одредени изборни единици. Еве за гледачите кои што сметаат дека сме неактуелни, односно сме само аполитични, а актуелноста и така која е врзана за матурските прослави, кои што од денеска ги обработуваме од еден финансиски агол. Дали според вас сметате дека премногу се троши со оглед на тоа што сме сведоци дека дури постојат и задолжувања се со цел да биде еден матурант или матурантка да изгледаат што поскапо, што подотерано. Сосема логично што родителите навиваат за своите деца. И ние додека зборувавме и драго ми е што ви овозможевме да си евоцирате спомени и одговоривме на темата, дојде времето да ги погледнеме рекламите. Ајде сега сите заедно да погледнеме како одговорија на денешната анкета оние кои што не следат на Инстаграм. На прашањето дали на матурската прослава треба да се точи алкохол, со да одговорија 39%, со не 61%. Благодарам на така изгледа тоа, можете визуелно да видите какви се резултатите од Инстаграм стори анкетата. А тука останува се разбира пред се да ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество и сега кои ве споделивте ваши спомени и сеќавања од вашата матура. Честитки на сите матуранти кои што оваа година секако стануваат матуранти, а што се однесува до забавата, ние се продолжуваме со Заврти на Телма, најгледаниот квиз. Ке има награди.